Ангел Џамбаски се пишмани. Со денови најавуваше дека ќе дојде во Скопје, а на крајот заврши во Благоевград. Веста за неговото доаѓање, европратеникот не испушташе прилика минативе денови да ја најави кај стигне. Дури и се закани со атентат на претседателот Стево Пендаровски, доколку биде спречен во намерата. За на крај да го чествува македонскиот револуционер Делчев кај нив во Бугарија. Преку видео објавено на социјалните мрежи, тој повторно ја навредуваше Македонија, но и случувањата на граничните премини. Ги запираат бугарските граѓани, ги задржуваат, ги малтретираат. Тактиката не е да ги запрат луѓето затоа што немаат причина за тоа, но сосема спокојно може да задржат автомобили и автобуси по неколку часа, само за бесрамно да ги задржуваат. Вашите колеги но и Бугарија кои се на границата ми кажаа дека нема утврдено време во кое бугарската делегација ќе положи цвеќе. Тоа е невиден срам. Ако продолжат овие провокации, одложувајќи ги луѓето, апсолутно е навредливо за сеќавањето на Гоце Делчев да учествува во таков циркус и да виси на граница како дел од антибугарска кампања. Покрај видеото, тој и преку објава на Facebook повторно испрати провоцирачки пораки, алудирајќи дека Македонија е таа која предизвикувала, а отиде и чекор понатаму. Во исто време дознавме дека државата Северна Кореја со која граничиме на југозапад ги затворила сите своји граници со Бугарија. Не дозволува ниту граѓани, ниту новинари, никој. Се прашувате кој ги провоцира во моментов. Очигледно ги исплашивме поѓаволите. Штом се затворија границите, само затоа што сме со ВМРО БНД Благоевград во срцето на бугарскиот Пирин, Македонија. Им ја прекинавме струјата од далечина од тука. Замислете да решевме да ги преслушуваме во живо во Скопје. Џамбаски беше последен пат во Македонија за чествувањето на Амара Бунева, кога порача дека Македонија и Бугарија биле едно, дека нема македонски народ, но и дека телевизија Алфа била просрпска. Македонските институции никогаш директно не одговорија дали ќе биде прогласен за персона нон грата, заради неговите навреди и провокации, но и заради заканите кон шефот на државата.